Условите ќе ги поделиме на два дела. Тоа се условите за сместување на осудените лица и условите што подразбират околу безбедноста. Со моето назначување, кога дојдовме одека, затекнавме хаос малце. Не се знаеше кои се на издржување на казна, кои се надвор. Првата контрола која направивме ни фалеа околу 80 осудени лица кои се водеа дека се на издржување на казна затвора, ги немаше. Тоа денеска не се случува, ги нема, значи сите се присутни по бројна состојба, тоа можете и самите осудени лица да го потврдат. Условите за сместување беа навистина малце хаотични. Јас отворив две крила, тоа се 5 и 8 крило, кои беа затворени поради немање на услови. Меѓутоа, условите во кои беа сместени осудените лица беа полоши него во тие две крила, така да со знаење на претпоставените ги отворивме и имаат, да кажеме сега, подобри услови, односно услови во смисла на просторно сместување на осудените лица. Значи, ако просторијата е за 10, да бидат 10 сместени. Ако е просторијата за 4 да бидат сместени. Тоа го запазуваме и гледаме да не надминуваме бројката на број на осудени лица во просториите. После изла второто. Затоа што затворите се направени како што се направени и таа бројка за претходните години, да кажам, е била задоволителна, меѓутоа сега се зголемува криминалот и се зголемуваат пресудите, така да бројот се зголемува во затворите и се прави преполните капацитети. Да, имаме, може да се пофалиме, неколку него повеќе такви случаеви, кои по излегувањето од наша установа се социализираат, односно им наоѓаме работа, се здомуваат, така да можеме да се пофалиме дека имаме такви случаеви. Не би ги именувал да онако, меѓутоа имаме, да. И од машките и од женските. Последно време е сменето, така да имаме од професори, од, како да кажем, високо образовани до необразовани, така да степенот на образование одека е измешано. Па нив ги користиме да се вклопат, односно да на нашите вработени им помагаат во работењето и така да се ресоциализираат, односно да не им биде монотоно во затворот. Да, имаме вработени овдека во установата кои ни помагаат околу изработување на некои документи. Имаме во полуотворено каде што држат настава за описменување на тоа неформалното образование, така да имаме, да. Според временските прилики имаат оние слободни активности, меѓутоа морам да се пожалам дека ние сме овдека, како што затекнав јас, 15 години во некоја транзиција, се нешто се прави, нешто се доградува, меѓутоа во полуотворено имаме таму простори каде што имаме активности, меѓутоа во затворениот дел, таа ни е стара зграда и таму немаме многу простор за слободни активности, да кажам. Можам да се пофалам со женскиот затвор каде што отворивме шивална, односно имаме околу 5-6 жени кои се занимаваат со дополнителна работа, односно шиење и креирање. Вчера ни заврши, пошто учествуваме во светско првенство во шах, ни заврши, имавме сега иницијатива за отпочнување на што имало порано купарничарство, значи изработка на предмети и така. Значи, од кога дојдов до пред кратко време, бројната состојба на медицинскиот персонал кој работи во затворот се намалуваше, дојдовме до некој минимум, испод минимум. Меѓутоа, еве сега да кажам јавна благодарност пошто тој персонал е под Министерство за здравство, ни пушти една медицинска сестра и еден доктор, така да сега ќе биде, мислам, подобрано. Меѓутоа, се уште не им го знам статусот, дали ќе бидат вработени или под договор ќе бидат. Меѓутоа, како и да е, сега моментално се тука. Така да сега можам да кажам дека
мрднавме од некоја мртва точка, меѓутоа ни фали до уште персонал, за разлика кај што сме имале работни посети во другите затвори, каде што имаат не амбуланти, него болници имаат, каде што работат многу поголем број на разновидни медицински лица, од психијатри, стоматолози, очни доктори, така да. Директни захани немало, меѓутоа индиректни да, пошто и возилото ми го запалија, тоа е една добра порака за она све што го работиме одека. Нормално на некој му одговара да има хаос, неред, меѓутоа на повеќето осудени лица им одговара да има ред и дисциплина, затоа што во редот и дисциплината си го наоѓаат и мирот и спокојот.